Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за еден многу познат писател и за неговиот веројатно најпознат роман. Писателот е Албер Ками, романот е Странецот, роман современ класик, роман кој што според многумина е едно од најдобрите и најважните дела на 20-тиот век. Многу читан роман. Албер Ками е една многу интересна комбинација, еден многу интересен спој од успешен писател и успешен филозоф. И тешко е да се каже во што бил подобар, дали како мислител, или како филозоф, или како писател, тоа тука може да се дебатира. Нема многу во историјата на книжевноста и на филозофијата не постојат многу такви примери, да речеме. Може да го земеме од поодамна, од пред неколку века, да речеме Жан-Жак Русо, пример, или да го земеме од 20-тиот век Жан-Пол Сартр, кој што исто така е многу сериозен филозоф и мислител, исто така одличен писател, или од поновите, да речеме, англиската писателка и професорка Айрис Мердок, која што е академски филозоф, значи е професорка по филозофија, меѓутоа е многу сериозна писателка со многу издадени романи. Странецот е веројатно најпознато дело на Ками, ако има издадено неколку романи. И во 1957 година Камија добива Нобеловата награда, релативно млад. Јас во ова видео нема да зборувам многу за животот на Ками, значи ова нема да биде авторски профил, како например во видеото со, не знам, за Кавка или например за Платонов, каде што зборувам малку и повеќе за авторот и за некое негово дело. Меѓутоа најмногу ќе се задржам на Странецот и подоцна сакам да кажам и неколку збора за филозофијата на Албер Ками, која што ја наоѓаме во сите негови дела, така наречената филозофија на апсурдот. Албер Ками и многумина го сместувале, сакале да го вбројат во тие екзистенцијалисти филозофи, меѓу кои нели најистакната Жан-Пол Сартр, нели бил во таа група во тоа време во Париз, биле современици со Сартр и со многу други автори и филозофи. Меѓутоа самиот се дистанцирал од тој назив и неговата филозофија можеме да ја наречеме филозофија на апсурдот. Сосема накратко да кажем неколку збора за животот на Ками. Ками е роден во Алжир во 1913 година, значи таму го поминува детството, младоста, подоцна дури во 1940 година се сели во Париз. На 17 годишна возраст се разболува од туберкулоза и тоа му го отежнува животот. Во тие денови претходно исто фудбалот му е голема љубов, голема страст. На едно место тој вели: се што знам за моралноста и обврските му го должам на фудбалот. Подоцна се запишува и студира филозофија во Алжир. Од филозофите најголемо влијание врз него извршиле Шопенхауер и Ниче, иако се занимавал исто така ги студирал и се занимавал со исто така многу сериозни автори, писатели, меѓу кои Достоевски го сакал многу, го почитувал Мелвил, Кавка и така натаму. Најпознати дела на Ками од романите веројатно се Странецот и Чума се најпознати. И исто така во 1960 година загинува во сообраќајна несреќа заедно со собственикот, мислам, или газдата на издавачката куќа Галимар. И после таа сообраќајна несреќа најдено е дека со него и носи еден ракопис, кој што е автобиографски, во голема мера автобиографски ракопис, и подоцна е постхумно објавен и тој роман се вика Првиот човек. Неколку збора сега за Странецот, значи ќе дадам еден краток преглед на романот, меѓутоа претпоставувам дека повеќето луѓе го читале овој роман. Ако не сте го читале и ако мислите дека овој преглед, ќе има спойлери, ќе го отворам целиот роман, тогаш може да престанете да го гледате тука видео и да кликнете на делот, да го скокнете овој дел и да отидете на делот каде што зборувам за филозофијата на Ками, ако тоа ве интересира, или ако сакате може да прекинете тука, да го земете романот, да го исчитате, затоа што е краток роман и подоцна да го изгледате ова видео, тоа оставам на вас. Меѓутоа ме испровоцира делумно да направам еден осврт на овој роман и новото издание во оваа интересна едиција на класици
од издавачката Куќа 3, со така фина корица. Ова е издадено сега оваа година, 2023, и преводот е од Бранко Пендовски. Го земав, мислам дека ова ми беше трето читање на странецот и така со една одредена временска дистанца го исчитав убаво полека и сватив дека е, иако можеби не ми е меѓу омилените романи, меѓутоа сватив дека Ками многу вешто пишува, дека ова е многу фино, убаво напишан роман, и ќе кажам неколку збора повеќе за тоа. Нараторот и главниот протагонист е еден човек по име Мерсо, и овој роман, странецот има едно од најпознатите отварања или почетни зборови или почетни реченици со кои што се отвара, со кои што започнува еден роман. Тој вели, почнува романот со овие зборови: денеска умре мама, или можеби вчера, не знам. И тука уште од самиот старт веќе го насетувате можеби тонот на целиот роман, на целиот став на овој човек по име Мерсо. Значи Мерсо го известуваат додека е на работа во канцеларија дека неговата мајка починува, добива од работа слободен ден, патува во близина на Алжир. Алжир е исто така и државата, меѓутоа главниот град, значи живее во главниот град Алжир. Патува во Маренго, присуствува на погребот на мајка му. Времето е жешко, атмосферата е малку тегобна, меѓутоа тој додека присуствува таму на тоа бдење, подоцна и на погребот, не покажува емоции, така е прилично рамнодушен. Дури кога ќе го прашаат колку години има мајка му, ќе каже па 60, значи не е сигурен за нештото, не е потресен, не е растревожен или нешто слично. Се враќа, завршува таа сцена, се враќа во Алжир, на плажата ќе се сретне со една негова поранешна колешка, ќе излезат, ќе одат во кино, уште следниот ден одат во кино, гледаат некоја комедија, ноќта ја поминуваат заедно, се враќа на работа. Животот продолжува, едноставно е прилично Мерсо е прилично дистанциран, прилично се обидува објективно да ги гледа работите без некаква сентименталност. Има еден сосед по име Ремон, и тој е еден од главните ликови во романот. Сосед кој што работи во магазин, нели, во наводници, тоа му е како официјален изговор дека работи во магазин, меѓутоа е еден подведувач, на некој начин е макро, и тој ќе го замоли Мерсо да му помогне да напише едно писмо и да убеди една девојка да му се врати на Ремон, за да тој и се одмазди и ја понижи, ја отфрли. Ќе учествува во тоа Мерсо. Меѓутоа подоцна ќе свати дека овој човек Ремон го следат неколку арапи на улица, и го демнат, и од кои еден е братот на оваа девојка кој што тој ќе понижи и ќе малтретира. Ремон подоцна ги кани Мерсо и Марија да одат кај неговиот пријател Масон, на брегот има куќичка со неговата сопруга на плажата, ги поканува да поминат еден ден таму. Заминуваат таму, времето е жешко, сонцето пече, топол ден. Мерсо, Ремон и Масон одат да се прошетат покрај плажата, меѓутоа таму ќе ги пресретнат тројцата арапи кои што ги следеле до таму. Ќе дојде до еден судир меѓу нив, до една пресметка, ќе се расчисти работата, ќе се одвоат, ќе се вратат во куќата, меѓутоа Мерсо решава да се врати, едноставно не му се седи во таа куќа, ќе реши да се прошета сам покрај морето, нели, и таму покрај една карпа ќе ги сретне двајца од арапите како седат таму. Нештата излегуваат од контрола, од сите, тој цел сплетна околност излегуваат од контрола. Арапот, тој човек ќе извади нож, Мерсо ќе го застрела, ќе испука во него еден куршум, а подоцна следуваат уште 4 истрели. И тука за тој прв дел од романот завршува со една така доста евокативна реченица, и тој вели: и тоа беа како 4 кратки удари со кои почукав на вратата од несреќата. И со тоа убиство тука завршува првиот дел. Во вториот дел Мерсо е веќе во затвор, очекува, поминуваат месеци, трае истрагата, истражување, испитувања. Меѓутоа од него бараат сега некакви знаци на каење, некакви знаци на премислување, на барање на прошка, меѓутоа Мерсо не чувствува ништо од тоа, и
поминува време, има судење, на судењето сите тие нешта кои што сета тоа учество во пишувањето на писмото, таа негова ладнокрвност, сите тие ќе се свртат против него и обвинителот едноставно ќе го представи како некаков монструм. Ќе го представи како монструм и тоа најмногу ќе се оди на емоциите на поротниците, да го представи како човек кој што воопшто не покажува никаква жал, не покажал за смртта на неговата мајка и ја вртат целата ситуација од тоа убиство кон тоа да го прикажат како безчувствителен човек. Значи, и Мерсо не пробува да се брани, не пробува да ги прикаже поинаку работите. На крај ќе го осудат на смрт. Го осудуваат на смрт и во последните сцени од книгата тој ја чека таа смртна пресуда. Доаѓа кај него свештеник неколку пати, обидувајќи се да извлече од него едно покаяние, една исповед, нели, со која што тој би се спасил и би му биле простени гревовите. Меѓутоа тука е тоа едноставно Мерсо кој што е една прибрана личност, тука пука и почнува влегува во конфликт почнува да му вика, да му се дера на свештеникот дека нема потреба ни од Бог и така натаму. И едноставно на крајот тој ја пречекува смртта помирен, смирен според него и едноставно со одредена рамнодушност ја прифаќа смртта како факт кој што е неизбежен. Ова беше накратко еден преглед на действието на романот и можам да кажам дека и по трето читање за прв пат, иако одредена дистанца има од кога последниот пат го читав, сватив дека колку Ками е добар писател, е сериозен писател и колку го заслужува тоа име. Романот е напишан многу елегантно, без издишни описи, без некакви длабоки емотивни описи на емотивната состојба, значи не е некаков психолошки роман, меѓутоа е многу елегантен, многу е концизен, меѓутоа има некои многу евокативни описи, особено пред да го изврши убиството Мерсо, опис на целата ситуација, така кусо минималистички, меѓутоа моќно опишано. Би сакал да кажам неколку зборови сега за и спој меѓу странецот и филозофијата на Албер Ками, затоа што се меѓусебно поврзани и неговата филозофија и неговите главни идеи се нели ставени во проза, ги наоѓаме во речиси сите негови дела. И го гледаме Мерсо, тука сум запишал кој што страда од една лудост на искреност. И што сакам да кажам со тоа? Значи го гледаме како човек кој што никогаш не сака да каже повеќе од она што го чувствува и од она што го обкружува. И тука постои една фасцинација со една автентичност на она што човек е и на она што човек го чувствува тука во моментот. И тоа мислам дека е една од главните идеи, му дава смисла и значење на романот, токму тоа. И ќе објаснам малку повеќе што мислам со тоа. И затоа што и кога еден пример за тоа е кога го прашуваат Мерсо зошто го убива тој човек, тој араб, тој вели затоа што сонцето ми блескаше во мене и тој не може убаво да гледа, му тече пот, му се насолзуваат очите и се му се спојува, едноставно го убива поради тоа, го дава како причина. Значи не дава причина некаков гнев, нема гнев, не обвинува никој друг, не го обвинува своето како растал, како го воспитувале, неправдата во општеството, значи ништо тоа, едноставно го зема сонцето како причина, нели му светело во очи и луѓето се смеат на тоа, ти го исмејуваат и во судницата и поротниците затоа што не можат да го сватат тоа. И во овој роман гледаме дека некои од главните теми се нели важноста на физичкиот свет, на материјалниот свет, бесмисленоста на човечкиот живот и бесмисленоста или рамнодушноста на универзумот. И во која смисла Мерсо е пред се заинтересиран за физичкиот свет? Нели како што кажав на судењето, тој вели дека сонцето му свети во очи и нели тоа го дава како причина за убиството на арапот, значи не филозофира тука, не објаснува, не пробува да се извади, го дава тој факт, го кажува. Тој не ја префрлува вината на ништо друго
И според неговиот светоглед, овој свет е се што постои. Значи, едноставно, дури од кога ќе го затворат и кога ќе биде во затвор и тука кога ќе свати дека ја губи слободата, тука почнуваат да му фалат баш тие обични нешта. Нели, му фали прошетка, му фали, нели, женскиот допир, му фалат цигарите, му фали да може да го погледне морето и така натаму, му фалат тие физички нешта од секојдневието. Значи не морализира, не копне по нешто што е надвор од материјалното, туку токму од нештата кои што го обкружуваат и тие се многу важни, нели, од сонцето кој што му блеска од блесокот на сонцето врз морето, песокот кој што на момент има една прекрасна, ако не се лажам, вели песокот речи си како да се претвара во крв, значи тие сцени како влијаат, сите тие сензации се многу важни, нели, значи кај него сите тие сензации предизвикани од материјалното, од она што го обкружува. Значи настрана од физичкиот свет и важноста на материјалното, на физичкото, нели, во случајот кај главниот лик Мерсо, меѓутоа кај Ками не постои концепт за Бог во смисла да тоа дека не постои трансцендентност. Ками не верува дека постои Бог, тој е атеист и тоа е важно да се знае затоа што тоа ќе ни помогне да ги сватиме од каде доаѓаат некои други нешта, некои други уверувања и зошто Мерсо зборува или се однесува на начинот на кој што зборува и се однесува во овој роман. Кога зборуваме за ирационалноста на универзумот, ирационалноста или рамнодушноста на универзумот, како што на едно место ќе каже Мерсо, или бесмисленоста на човековиот живот, постои конфликт меѓу човечката тенденција, склоност да се бара инхерентна вредност и смисла во животот и човековата неможност да се најде таква смисла во еден безцелен, ирационален универзум. И таа неможност, таа не е некадарност да се најде смисла ги тера луѓето постојано да се обидуваат да создадат некаква рационална структура и рационални објаснувања на нештата. Сега, единствената известност во овој свет за кој што може да тврдиме со сигурност е неизбежноста на смртта. И Мерсо открива на крајот дека исто како што тој е индиферентен спрема универзумот, така и универзумот е индиферентен спрема него. И на крај, една од последните реченици е тоа е едно помирување, за прв пат и се предавав на пријатната рамнодушност на светот. Тој го прифаќа тој факт дека нема инхерентна смисла некаква во светот или во постоењето, во неговото окружување и го прифаќа тој факт и тоа прифаќање го прави среќен. Сега, ова не е целата приказна, затоа што тука би можеле да речеме дека Ками завршува во некаков нихилизам, меѓутоа да продолжиме уште малку повеќе. Ками вели дека човекот стои лице в лице со ирационалното. Тој чувства во себе копнеш по среќа и разум. Значи, копнежот не можеме да го порекнеме, тој копнеш постои кај човекот. Меѓутоа, абсурдот, еве го сега абсурдот на Ками, абсурдот се гледа во судирот меѓу човечката склоност кон барање на инхерентна вредност и смисла во животот, што е таа склоност, тенденција на луѓето да бараат смисла, и човечката неспособност да го најде тоа во безцелен, бесмислен и ирационален универзум, како што веќе кажавме. Сега, ова е многу важно. Светот сам по себе не е абсурден. Абсурден е нашиот однос кон универзумот кој е ирационален. Значи, абсурдот се раѓа во нашиот однос спрема универзумот. Ниту човекот, ниту универзумот е извор на абсурдот. Туку абсурдот се јавува од конфликтот меѓу потрагата по таа инхерентна смисла и неможноста да се најде. И од тука се раѓа абсурдот. Сега, како што веќе кажав, тешкотијата да се прифати оваа идеја, дека светот е бесмислен, ги тера луѓето да се обидуваат постојано да создадат некаква смисла, да ги осмислат своите животи. Општеството се обидува да наметне рационални објаснувања, нели, и смисла во нивните животи, се обидува да даде рационални објаснувања за ирационалните постапки, како идејата дека работите се случуваат без особена и конкретна причина
и дека настаните немаат смисла и затоа што општеството се плаши од тие идеи затоа што се закануваат да го нарушат поредокот. И тој Ками на едно место вели пред многу време го сумирав странецот во една реченица која што сваќам дека беше екстремно парадоксална. Јас реков дека во нашето општество, ако секој човек што не плаче на погребот на неговата мајка е осуден на смрт. Тука е малце подлабоко, малку суптилно, затоа што критиката е дека ако не ги играш правилата на игра на општеството, на тие, како што ги нарекуваме, рационални структури, тогаш ти си стануваш аутсайдер, ти стануваш странец за општеството. Тука е тоа странецот, ти си туѓинец, ти си странец за општеството, затоа што ако ги отфрлиш тие рационални структури во смисла на востановени или прифатени морални норми и така натаму. И Мерсо е заради тоа осуден. Многу повеќе заради тоа е осуден на смрт, отколку поради тоа што го убил човекот. Токму затоа што е монструм кој што не може да плаче на погребот на својата мајка и така натаму и не игра според правилата на таа игра. Луѓето веруваат во нешта кои што се лесни за верување и тој смета дека филозофско самоубиство е да се верува во нешто што е веќе готов систем како што се религиите. Пример. Главна причина за вера во Бог кај обичните луѓе е што ги ослободува од чувството на анксиозност, кој што се раѓа во неможноста да се најде смисла. Меѓутоа треба да се соочиме со апсурдот, а човекот што го прави тоа според Ками е човек на апсурдот или апсурдниот човек. Тој е човек што не бега од прашањата и се бори со нив. Животот е апсурден зашто не ни дава никаква реална причина да заклучиме дека сите страдања имаат некаква цел и дека преку нив се исполнува нешто. Сега, тука Ками и митот за Сизиф е многу познато дело на Ками, дело со есеи. Тука Ками го користи ликот на Сизиф кој е осуден од страна на боговите да го турка тој камен до врвот на ридот на планината, за да веднаш потоа се стркала тој камен надоле и да одново го прави тоа. Таа е на безцелна, на бесплодна работа. Меѓутоа, самата борба и стремежот кон височините е доволна за да го исполни човечкото срце, вели Ками. И тој вели човек мора да си го замисли Сизиф среќен. Дека токму таа, иако е безцелна таа работа, дека тој го прифаќа абсурдот и тоа го прави среќен. Меѓутоа, Ками не завршува тука, не завршува во нихилизам и тој изборува за една бунтовност, за една револт како реакција на абсурдот и каде што човекот нешто прави со тоа, не крева раце. И меѓутоа таа бунтовност тој зборува за една нихилистичка бунтовност, каде што од кога веќе Бог е симнат од тронот, смртта на Бога кај Ниче, и сега ние пробуваме да создадеме некакво општество, да создадеме некакви вредности, меѓутоа тогаш кога во тоталитарни режими го гледаме тоа, кога тоа се случува, тоа може да премине во едноставно човечка империја, едноставно тука може да биде одобрено и насилство и бруталност и така натаму. Меѓутоа и тој ако не веруваме во ништо, ако ништо нема некакво значење, ако не можеме да афирмираме некакви вредности, тогаш се е возможно и ништо нема никаква вредност. Значи, Ками оди еден чекор понатамо и тој види дека вистинската бунтовност, вистинскиот бунт е да ако човекот не може да земе заеднички вредности како референца, кои што ги признаваат сите луѓе на секаде, тогаш човекот не може да биде луѓето не може да бидат разбирливи едни со други, ако немаат општи вредности кои што ги делат. И Ками верува дека таквите заеднички вредности може да бидат постигнати преку признавањето дека сите луѓе се деца на абсурдот. Ова е накратко една мала сумаризација или главните идеи на филозофијата на Ками се обидов да ги објаснам накратко, и ако се сомневам дека ова ќе биде кратко видео, и ако гледате до тука, ако успеавте, ако останавте со мене до овој момент, ви честитам на упорноста и на желбата да дознаете повеќе.
За многумина може би е дискутабилно ставот на Ками, нели, во однос на бесмисленоста, како бесмисленоста не води кон нихилизам, а води кон бунт и кон револт. Јас лично не ги делам повеќето тие ставови на Ками, не ги делам, меѓутоа Ками е во својот израз нели, на апсурдот на неговите идеи прилично така конзистентен и е јасен што сака да каже. Значи, да сумирам, Странецот е дело што треба да го прочитате и може би ќе испровоцира ова прашање и ќе ве натера да размислувате, нели, за човечковата екзистенција, дали сме соочени апсолутно со бесмисла и целата таа идеја на апсурдот. Значи, ви го препорачувам Странецот, топло ви го препорачувам да го прочитате. Претпоставам дека повеќето од вас сте го прочитале, меѓутоа така беше малце се обидов да направам една анализа, да го продискутирам Странецот. Толку од мене во ова видео. Заследете ме на Facebook, на Instagram, споделувајте ги овие видеа ако ви се допаѓаат, стиснете subscribe на овој канал тука на YouTube и се гледаме со наредното видео. Чао!